Евангелие според Марко, 5 глава. Премина отаде морето, во Гадаринската земја. И кога тој излезе од коработ, веднаш го пресретна од гробовите еден човек со нечист дух. Тој живееше во гробовите и дури со вериги никој не можеше да го врзе. Зашто многу пати беше во окови и во вериги врзан, ама ги кршеше оковите и ги раскинуваше веригите. И никој не можеше да го скроти. И секогаш, ноќе и дење, тој беше во гробовите и по ридиштата викаше и се удираше со камења. Штом го виде Исус од надалеку, притрча и му се поклони. Па како извика со силен глас рече: "Што имаш ти со мене, Исусе, сине на Севишниот Бог? Те заколнувам во Бога, не мачи ме." Зашто му беше рекол: "Духу нечист, излези од човекот." И го праша: "Како те викаат?" А тој одговори рече: "Легија ми е името, зашто сме многу." И многу го молеа да не ги брка од тој крај. А таму, по ридот, пасеше големо крдо свињи. И го молеа сите демони, велеа: "Прати не во свињине да влеземе во нив." И Исус веднаш им дозволи. Откако излегоа нечистите духови, влегоа во свињите, јурна крдото по стрмнината во морето, а беа околу 2000 и се издавија во морето. А оние, што ги пасеа свињите, побегнаа и известија во градот и по селата. И излегоа луѓето да видат што станало. И дојдоа кај Исус, и го видеа бесомачниот во кого имаше легија како седи облечени со здрав ум, и се уплашија. А оние кои беа виделе раскажуваа што стана со бесомачниот и со свињите, и почнаа да го молат да си оди од нивните краишта. А кога влезе во коработ, оној што беше бесомачен го помоли да биде со него. Исус не му дозволи, но му рече: "Оди дома кај своите, па раскажи им што стори Господ за тебе и како те помилува." Си отиде и почна да раскажува по 10 градието што му направи Исус, и сите се чудеа. А кога премине Исус со коработ на другата страна, кај него се собра многу народ. И беше покрај морето. И ете, дојде еден од старешините на синагогата по име Јаир, па штом го виде, падна пред нозете негови. И усредно го молеше многу, говорејќи: "Ќерка ми е на умирање, дојди и положи ги рацете над неа за да оздрави и биде жива." И појде со него. А по него врвеше многу народ и го притискаа. Една жена, што боледуваше од крвотечение 12 години и големи маки, беше претрпела од мнозина лекари. Потрошила се што имала и без никаква полза, а и станало дури уште полошо. Штом чу за Исус, дојде меѓу народот одзади и се допре до облеката негова, зашто си велеше: "Само ако се допрам до облеките негови, ќе оздравам." И веднаш престана крвотечението и таа осети во телото свое дека излекувана од болеста. А Исус одеднаш почувствува во себе како излезе сила од него и се сврте кон народот и рече: "Кој се допре до облеката моја?" Учениците негови му рекоа: "Гледаш дека народот те притиска, прашуваш кој се допре до мене." Но тој гледаше наоколу за да ја види онаа што го направи тоа. Жената пак се уплаши и трепереше. Па знаејќи што стана со неа, приде, падна пред него и му ја кажа целата вистина. А тој и рече: "Ќерко, верата твоја те спаси. Оди си со мир и биди здрава од болеста своја." Додека тој уште зборуваше, дојдоe од кај старешината на синагогата и рекоа: "Ќерка ти умре. Што му создаваш уште труд на учителот?" Но Исус,
откако ги чу тие зборови, му рече на старешината на синагогата: „Не плаши се, само верувај." И никому не му дозволи да оди со него освен на Петар и на Јаков, и на Јован, братот на Јаков. Дојде во куќата на старешината и виде врева, плачење и силно врискање. И кога влезе им рече: „Што сте се развикале и расплакале? Девојчето не е умрено, туку спие." А тие му се подсмеваа. Тој пак, откако ги истера сите, ги зеде таткото и мајката на девојчето и оние што беа со него и влезе каде што лежеше девојчето. И кога ја фати раката на девојчето, рече: „Талита куми", што значи: „Девојко, тебе ти велам, стани." И девојката одеднаш стана и почна да оди. А имаше 12 години. И сите се зачудија многу. А тој строго им заповеда никој да не разбере за тоа и рече: „Дајте и да јаде."